Kamen, nožički. Kamen, nožički. Kamen, list, dinamit, kamen, list, dinamit, kamen, dinamit. Стоп! Кој си ти? Јас сум господарот на каменот. Па јас имам лист. Ти имаш хартија, ја имам меч. Во лист камен ножички нема меч. Господине, вие се имате нешто испомешано. Меч нема во лист камен ножички, каков меч барате? Ништо не знаете. Тука сите грешите. За тоа дојдов. Да ви кажам дека таа ви е грешна. Грешна приказна. Вистинската приказна е камен, меч и динамит. А јас си мислев дека е лист камен ножички. Ма немате врска вие. Тоа си се знае. Заради тие ножички, заради тие листови, за тоа ете се расипа приказната од антиката. Јас дојдов да ви ја кажам вистинската игра, ако сакате. Се разбира, господине. Ако сакате, ќе речете да, господару. Ајде, дечки, сите како еден. Да, господару. Сега ќе речете учтиво те молиме. Учтиво е молиме. Ќе речете да, господару. Учтиво ве молиме и ви се поклонуваме со почит. Ајде ви се молам. Ајде сега почнете ја приказната. Добра, не мора тоа, ви се поклонуваме со почит. Ајде, добро. Супер, ќе слушаме приказна. Седнувајте и слушајте да не пропуштиме нешто. Добра идеја. Се започна со камен. Камен беше еден голем и дебел мрзливец, но беше непобедив. Тој беше сумо борач со шампионска титула, бидејќи никој не можеше да го помести. Победуваше на буквално секој натпревар. И тогаш, еден ден, тој ги предизвика сите војни. Дали ќе се најде некој што ќе може да го победи? Самураи и нинџа борачи од цела Азија дојдоа да си ја пробаат силата. Но, дури ни меч не можеше да ја добие неговата кожа силна како камен. Сам така да ја пробие. Тогаш, од една далечна земја дојде магионичар. Тој имаше моќно оружје – динамит. Дотогаш никој немаше видено толку голем динамит. Магионичарот се соочи со камен. Тој го зема фитилот на динамитот и го постави
на стапалата на камен. На камен не му беше важно. Тој мислеше дека никој не може да го победи. Одеднаш се слушна силна експлозија, се слушна врисоци и кога се расчисти чадот, камен падна на земјата. Сите стоеја тивко и не можеа да си поверуваат на очите. Неколкумина почнаа да плачат. Смеењето на магионичарот ја скрши тишината. Тој извади уште еден поголем динамит. Магесникот извика: "Ќе ослободам оваа земја од камен за секогаш." Го намести динамитот до камен и го запали фитилот. Но тогаш еден млад човек, кој беше голем фан и ги собираше сите сувенири од камен, се вклучи во оваа акција. Тој извади меч и со еден удар го исече фитилот на каменот. На тој начин тој го спаси камен. Јасно? Ви се допадна? Преубаво. Одлична приказка. Затоа сакам да не ја обесчестувате играта, да не ја заборавате, да не ја менувате, туку да си остане камен, меч и динамит. Ке внимавате? Добро, господар. Тогаш јас заминувам. Дечки, ајде станеме. Ајде, тука и дјава. Стари коски. Стари коски. 3, 4. Камен, меч, динамит. Камен, меч. Камен, меч, динамит. Еј, вака е позабавно.